Благодарам, председателе. Почитувана заменичке министер за финанси, представникот од Министерството за финанси, колеги претеници, представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, ја следите дебатата за измените и дополнувањата на досега најгломазниот буџет на Република Македонија од 3,3 милиарди евра. Овие измени и дополнувања ги разгледуваме на Комисија за финансирање и буџет, ги разгледуваме и на пленарната седница и по нив не се согласуваме, спориме за одредени прашања, но сето тоа во насока на реални проценки и реализација на приходите и расходите. Овој ребаланс е креиран да се усогласат разликите помеѓу проектираното со буџетот, реализираното до овој период и очекувањата за можна реализација до крајот на годината. Преку ребалансот на буџетот се овозможува реализација на проектите од програмата на новата влада, која што ја поддржаа над 700.000 гласачи во Република Македонија на последните избори. Ребалансот е изготвен врз основа на сеопфатна и детална анализа на тоа што е можно да се реализира во последните 2 квартали од оваа година, со целосно посветено израмнување и проектирање на сите буџетски ставки во приходниот и во расходниот дел, и затоа овој ребаланс има реална компонента. За развојната и социјалната компонента владата докажа преку своето домаќинско работење и покажува преку конкретна грижа и поддршка за граѓаните, со подобрување на нивниот животен стандард, како и со поддршка на малите и средните предпријатија и преку следните конкретни мерки. Субвенционирање на минималната плата, со цел истата да изнесува 12.000 денари, и тоа од 1 септември, и со оваа мерка ќе бидат опфатени над 70.000 вработени, кои што ќе имаат поголем семеен буџет, повисок стандард, ќе трошат повеќе пари и парите повторно ќе се вратат во економијата како систем на поврзани елементи, ќе се развива потрошувачката и економијата. Преку оваа мерка, која што опфаќа најмногу работници од текстилната и кожарската индустрија и каде што процентуалната застапеност на жените како работна сила е поголема во споредба со мажите, се истакнува и родовиот концепт на ребалансот на буџетот. Со околу 135 милиони денари ќе се обезбеди поддршка за малите и средни предпријатија, како и поддршка на домашните гринфилд инвестиции. А тоа значи, штом ќе се донесе ребалансот на буџетот, условите што важеа за странските компании од истиот момент ќе важат и за домашните компании. Од 1 септември ќе почнеме со решавање не само на акутните прашања на земјоделците, туку и подобрување на нивниот живот на село. Значи ќе започнеме со постапка на нивелирање и тампонирање на полските патишта ширум цела Македонија во вкупна вредност од 30 милиони денари, имајќи ја во предвид дека земјоделците секојдневно за да стигнат до обработливите површини се соочуваат со непристапни патишта до нив. Преку оваа мерка ќе им овозможиме олеснување како на нивниот живот, така и олеснување на нивната работа на нива. Поддршка на домашниот туризам преку субвенционирање, односно годишен одмор за работници со ниски приходи во износ од 60 милиони денари. Тоа се пред се работници од кожарската и текстилната индустрија, а тоа значи и поддршка на туризмот, на туристичките капацитети во Република Македонија, годишен одмор за најслабо платените работници. Поддршка во делот на труд и социјала. За да се покажи колку вие несериозно сте ги проектирале расходите во труд и социјала, еден еклатантен пример. За изградба на градинки со буџетот биле предвидени 96 милиони денари. Досега реализирани 5 милиони и 600. Во 2016 година реализирани 21 милион денари, а само со овој ребаланс за последните 2 квартали ние предвидуваме 28 милиони денари за изградба на градинки. Со ребалансот на буџетот трајно ќе се реши проблемот на стечајните работници кои досега не беа опфатени со постојните законски решенија. Со оваа мерка ќе бидат опфатени околу 3000 лица и нивните семејства
кои ќе се стекнат со право на месечен надоместок. Со ребалансот на буџетот обезбедени се и 200 милиони денари за исплата на задоцнета едномесечна исплата на социјална парична помош и туѓа нега. Замислете докаде одело тоа, да ги заборавите овие лица на кои што ми е потребна туѓа нега. Основен инструмент што е применет за овој ребаланс е скратување на непродуктивните трошоци, со што ќе се постигне заштеда на финансиски средства што ќе бидат наменети за потребите на граѓаните. Согласно образложението што го има доставено Министерството за финансии, на расходната страна извршена е корекција во следната смисла. Намалување на расходите како резултат на строгата контрола и силната буџетска дисциплина, особено во делот на помалку продуктивните расходи, за околу 10,2% во однос на првичните проекции. Во овој дел намалувања се направени на сите непродуктивни расходи на владата и на институциите, наменети за патувања, репрезентации, економски промоции, рекламирања и слично. Намалувања се направени на средствата кај оние капитални проекти кај кои има забавена динамика на реализација на активностите во првите 2 квартали од 2017 година. За да можеме сликовито да ги сватиме таквите намалувања на расходите, Министерството за финансии достави една табела и графикон каде што се прикажани нивото на проектирани, коригирани со ребалансот и реализирани капитални расходи неколку години наназад. Од таа табела и од тој графикон видно е дека секоја година проекцијата на капиталните расходи значително отстапува од реализацијата. И од тие побуди во ребалансот за 2017 година проекцијата е заснована на реални претпоставки и можности за реализација. Еве нема да ја земиме 2016 година, бидејќи беше изборна година, јас ќе ја споменам 2012 година, каде што приближно се планирале капитални расходи некаде околу 27 милиарди денари, па со ребалансот сте коригирале, тоест сте намалиле на 21 милиарда денари, за да на крајот ја завршите реализацијата со 18 милиарди денари, односно реализација 70%, тоест 88% со ребалансот. Или најниска стапка на реализација на капитални расходи имало тогаш кога проекцијата била највисока, или во 2009 година од планираните 28 милиарди денари, реализација по буџетот имало само 47%, односно со ребалансот 70%. Досега, иако се проектираа високи нивоа на капитални расходи, реализацијата на крајот на годината потврдуваше и затоа со овој ребаланс проекцијата е на реално ниво согласно степенот на реализација на активностите по конкретни министерства. Со предложениот ребаланс на буџетот за 2017 година намалени се непродуктивни расходи и тоа: патни и дневни расходи намалени од 866 милиони на 744 милиони. Комунални услуги, горива, комуникации, транспорт и врски од 3 милиарди 900 илјади денари на 3 милиарди 712. Материјали и ситен инвентар од 3 милиони 720 на 3 милиони 370. Расходи за репрезентација, семинари, конференции, објавување на огласи од 2 милиони на 1.800.000. Купување на возила значително намалени, купување на мебел исто така. Со предложениот ребаланс на буџетот, еве конкретно за Министерството за транспорт и врски, кое што е најмногу експонирано при овие излагања, сакам да напоменам дека одредени кратења не само што навистина се оправдани, туку и граѓаните знаат дека е тоа така. Например, кај капиталните дотации на единиците на локалната самоуправа, кратењата се направени заради тоа што или воопшто немало никаков проект, ниту пак техничка документација, па се одело дури до таму да веќе некакви изготвени проекти да не кореспондираат со реалноста, односно еве конкретно за некои од проектите за изградба на водоводна мрежа се установило дека со проектот не е предвидено дека има доволно вода што може да ги задоволи потребите на граѓаните за кои што се наменети овие средства и е изготвен тој проект. Во Министерството за транспорт и врски се крати и од изградба на плажи. Знаете зошто? Заради тоа што
Не само што во овој момент во екот на сезоната не е во ред да се градат плажи таму каде што има најмногу туристи, туку и заради тоа што раскинат бил договорот уште во месец мај, како да се реализира овој проект за изградба на плажи. Често го споменувате изградбата на експресниот пат градско Прилеп Битола. Морам да напоменам дека изградбата не е стопирана, ниту од страна на министерот, ниту од страна на Министерството за транспорт и врски, како што милувате да кажете, туку од реални причини и пречки што се појавиле при изградбата, времено градежните активности се одвиваат со намален интензитет, со цел да се спречат несакани последици по изградбата. Свлечилиштата на земјиштето што се појавуваат и при изградбата на другите патишта се реална закана и по животот на работниците, и затоа додека не се изврши геосеизмичко испитување на теренот што ќе овозложи стабилна градба и безбедност при работа на градежните работници, изградбата ќе се одвива со такво темпо како што во овој временски период се налага. Прв пат имаме на разгледување буџет во кој што при намалувањето на трошоците од владата најголемо кратење има кај буџетот на премиерот. До сега не само што немало намалување на трошоците кај премиерот, туку напротив буџетот на претходните премиери секоја година се зголемувал. Поддршката на странските инвестиции нема да изостане, но ќе биде во спрега и во соработка со домашните компании. Не може странските компании да бидат форсирани на штета на домашните, но затоа ќе бидат скратени трошоците за економска промоција и за градење на зоните. Субвенциите што странските инвеститори ќе ги добиваат од државата ќе зависат од висината на нето платата што ја имаат да ја исплатат на вработените. Странските инвеститори од страна на нашата држава како бенефит добивале даночни, царински и комунални ослободувања, ослободување од плаќање данок на добивка, ослободување од персонален данок на доход во период од максимум 10 години, долгорочен закуп на градежно земјиште до 99 години, дополнителна државна помош од 100 до 500.000 евра за изградба, ослободување од плаќање на ДДВ. Покрај тоа фирмите добивале и готовинска поддршка по неколку основи: пари за создавање работни места, пари за исплата на персонален данок, државна помош за трошоци при обука на вработените. Меѓутоа, ова не било се. Овие мерки се, за владата за секој странски инвеститор имала и дополнителна финансиска помош, при што дискреционо право било на преговарачите да одлучат каква помош ќе им биде дадена. Вакво дискреционо право повеќе никој нема да има да преговара и да ветува ваква државна помош на странските инвеститори. Тоа што е започнато ќе се испочитува, но новите услови ќе важат за новите инвеститори. Странските и домашните инвеститори ќе добиваат финансиска помош од државата во зависност од висината на платата што ќе им ја даваат на вработените. Нови големи инфраструктурни проекти со ребалансот можеби навистина не се предвидени, меѓутоа со реална причина. Бидејќи ако досега не биле отпочнати, не може ни да се реализираат во втората половина од оваа фискална година. Заради тоа што за нивна реализација потребно е период на проектирање, период на распишување и спроведување на тендерска постапка, за што треба да поминат и одредени пропишани рокови, и така периодот за реализација ќе биде многу краток, речиси невозможен, и затоа не се пристапува кон планирање на нови големи инфраструктурни проекти. Ако досега државата се задолжуваше под многу неповолни услови, без при тоа да се испита и да се пристапи кон најповолно задолжување и задолжување во развојна насока, наместо задолжување за непродуктивни проекти, со ребалансот на буџетот, новите задолжувања ќе бидат за сервисирање на постоечкиот долг, но и за покривање на буџетскиот дефицит. Пратениците од опозицијата поднесоа голем број на амандмани и за тоа имаат целосно право, но не се праведни пред граѓаните на Република Македонија. Заради тоа што тие исти амандмани беа одбивани токму тогаш кога што од страна на тогашната опозиција беа поднесувани.
Во цели 11 години вие не можете да ги забележите проблемите на граѓаните или пак не би беа битни тогаш, па затоа не успеавте да прифатите ниту еден амандман од оние кои што сега вие ги поднесувавте. Успехот на секоја активност па и работата на владата се мери со бројки. ВМРО-ДПМНЕ го заврши мандатот со стапка на раст на економијата од 0%. Проценките на владата што го креираше буџетот беа дека ќе имаме највисока стапка на економски раст. А податоците велат дека во 2016 година имавме најниска стапка на раст во регионот од 2,4%. Сите други земји, како Косово 3,6%, Албанија 3,2%, Хрватска 2,9%, Босна и Херцеговина и Србија 2,8%, Црна Гора 2,5%. Проектираната стапка на раст до крајот на 2017 година од 2,2% и реална, таа е реална и не е популистичка, каква што знаеше претходната влада да предвидува. Како двигатели на растот за 2016 година често велите дека биле градежништвото како носител на растот на економијата. И теоретски во нормални економии тоа е така. Но податоците од Светската банка велат дека државната интервенција во градежништвото преку изградба на непродуктивни проекти, како изградба на Скопје 2014, сгрешени автопати, е таа што создава просечна стапка на раст од 2,5%. Ако се исклучат трошењата на државните пари во градежништвото, стапката на раст се намалува на околу 0,5%. Ова значи дека малку имало приватни инвестиции, дека бизнис секторот не бил сигурен во вложувањата и не го остварувал очекуваниот раст. Владата на Република Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, како предлагач на ребалансот и Министерството за финансии, министерот Драган Тевдовски, ги зацртаја и ги преточија измените и дополнувањата на буџетот, водени од искрена намера за враќање на економијата на стабилно ниво и подобрување на животот на граѓаните. Го изготвија овој ребаланс, кој што го разгледуваме, и според мене и политичката опција каде што припаѓам, ќе го поддржиме, ќе го прифатиме и ќе ја овозможиме неговата реализација. Благодарам.